И назад во студиото, во второто интервју кое што ни е за денеска зацртано, како што и ви најавив, ќе разговараме заедно со докторката Фанка Гилевска, специјалистка по офталмологија, и таа е првата македонска докторка во полето на офталмологијата, што ја добива престижната награда на меѓународниот надпревар Медис за медицинско истражување, и тоа е интернационален надпревар, чисто кога да објасниме, ќе ни да објасни докторката, за извонредни истражувачки достигнувања од земите од Централна и Југоисточна Европа. Со докторката Гилевска разговараме токму преку Zoom врска и доколку ни е на линија и не слуша, и посакувам добре дојде. Докторке, како сте? Добар ден, Оги, фала ти за поканата. Добри сме, еве, на работа, работно. На работно, а ирлија работа, докторке, и се надевам дека ќе имаме можност вака убаво да си поприкажеме во следните минути, но прво да честитам за наградата. Ви благодарам многу, па да ви се враќа све убаво награди во полето кое вас ве интересира. Така е, благодарам многу. Ајде да им објасниме на гледачите прво за каков меѓународен надпревар, условно речено, или Оскар за наука, како што се нарекува, станува збор и зошто е тој важен? Па, Медис наградата, тоа е многу баш убава награда и затоа го има тоа име Оскар за наука, заради тоа што тоа е една награда каде што се, да речеме, комерцијализира науката на еден многу убав начин. Знаете, во медицината ние одиме на конгреси многу често, ама ретко тие конгреси се пратени со ред карпет, со настани со музички звезди, со некакви перформанси на сцена и така натаму. И Медис всушност ја осмислила таа награда, тој настан целиот за доделување баш на таков начин. Штета е што оваа година поради ковидот настанот беше онлайн, инаку минатата година беше онлайн, меѓутоа претходно тој е настан кој што е направен баш по примерот на еден вистински Оскар. Инаку служи за да се го изберат, на тој настан учествуваат, всушност се кандидираме научници кои што секој во своето поле работи во својата област, и веќе има објавен труд во списание престижно во секој во својата област, и тоа е основата за да бидеш дел од кандидатите за таа награда. Па така, например, и во секојата област имаме по финалисти, по двајца финалисти. Во нашата област офталмологијата бевме јас и колешката и моја пријателка македонка финалисти. Ама поентата е дека всушност во овој надпревар мене на трудот што јас го објавив, со кој што конкурирав на надпреварот, беше објавен во јуни месец оваа година. И всушност кога јас го објавив трудот, за мене тоа беше едно огромно достигнување кое можев да го споделам со моите најблиски, со колегите, со менторката во Загреб на докторатот и така. Меѓутоа, малку луѓе тоа им беше важно како на мене. Всушност Медис постигна да точно тоа што во тој момент мене ми беше важно, да стане разбирливо за повеќе луѓе и да повеќе луѓе го дознаат значењето да застанеш или да седнеш на иста маса во исто списание со такви офталмолошки имиња. Тоа е тоа. Докторке Гилевска, во однос на ова, веројатно вам навистина многу и ви значи наградата не од аспект лично како за вас, туку и значи многу и за нашата наука тука, која што во Македонија ја создаваме и ја вадиме надвор на меѓународно ниво. Бидејќи ова не е признание, простете вака ќе ви речам, не само за вас, туку е и за сите нас. Па, јас и се надевам дека после овој настан и како го доживеавме ние, како го медиумски проследивме и систина офталмологија и медиумите, и не знам, јас меѓутоа гледајќи по својот Facebook профил и слично како тоа изгледа, јас стварно се надевам дека следната година ќе има барем 5 пати повеќе апликанти од Македонија за оваа награда, затоа што не сум сигурна дека младите истражувачи во Македонија знаат за постоењето на Медис наградата. Всушност јас кога аплицирав за Медис наградата, ја прво не знаев за овој настан, бев на одмор во август и мене ме контактираа од Медис, кој што го виделе мојот труд објавен во списанието на Грефес, и они ми предложија всушност да аплицирам.
ја тогаш се мислев дали да аплицирам или не и од таму поттекна целата работа. Така што верувам дека многу млади не ни знаат дека тоа постои сега, дека повеќе знаат и дека ќе се трудат, се мотивирани повеќе, да сите ние и дека имаме можност во Македонија да работиме истражување и да се тркаме на светската сцена. Да, со претходната гостинка разговаравме баш во делот на тоа колку многу е важно во медиумите и во јавноста да имаме жени кои што се успешни или имале успеси и да ги представуваме во медиумите, бидејќи веројатно ваквиот пример како вашиот кој што вие го имате со успешноста во науката, ќе даде пример на младите девојчиња да ве следат вас, на пример, можеби. Па и на момчиња и на девојчиња, на сите да им даде пример. Да работиме заедно што повеќе наука. Мислам, многу е важно младите да се фокусираат, мислам, на истражувањата, на науката, да имаат некоја визија за иднината, да решенијата во своите секојдневни проблеми, прашања на работа, дилеми во својата професија, да се обидат сами да најдат одговор. Токму мислам дека тоа е истражувањето во практична смисла на зборот. Како дојдовте, сега едно малце така флоскулно глупаво новинарско прашање, ама тоа е стандард кај нас водителите, како дојдовте до идејата за вашето истражување? Бидејќи знам дека ја истражувате долго време, но конкретно во насоката сега. Ајде малку да завлеземе во трудот. Да, значи, ние во Систина офталмологија, рефрактивна хирургија одделот се отвори 2015, во исто време јас почнав да работам кератоконус, третман на болеста кератоконус со методата кросслинкинг. Тогаш почнавме тоа да го работиме овде и до сега имаме изоперирано со оваа метода околу 400 пациенти. Во почетокот, таа метода мене ми беше позната уште од времето на специјализацијата во Загреб и после тоа во текот на работењето во Хрватска ја изведував, меѓутоа овде кога почнавме некако тоа од почеток дека почнуваме, па систематично почнав да ги следам пациентите јас и знаете со пациенти кога разговарате се договарате дека сега ќе правиме интервенција, кои се начите очекувања, зашто служи таа интервенција, како пациентот ќе гледа по тоа и тоа се неговите главни прашања. Дали ќе гледам подобро, колку реда повеќе ќе прочитам на таблата, каква ќе ми биде диоптријата. Тие негови прашања се всушност и мои прашања пред оперативниот зафат. Почнав да водам некои белешки, да пробувам да ги категоризирам пациентите во одредени категории на основа на предоперативните параметри на рожницата, карактеристиките на преднатоста на болеста. И така дојдов до некои заклучоци, како што би рекле, пешки, значи самата, кој што потоа разговарав со еден статистичар од Лондон и тој многу се заинтересира да работиме заедно. И од тука почнавме малку посистематично тие бројки и тие следења на пациентите да ги срочиме во едно истражувачки проект. Од тука се запишав на докторски студии во Загреб, па тамо ми е менторката, коменторката, па почнавме поинтензивно да работиме и всушност овој труд е првиот дел во низата кој јас ги планирам 3, вториот е на пат. Тоа е метода како да ние резултатите после кросслинкинг методата да ги предвидиме. И неговата применливост е не само во тоа дека пациентот ќе му одговориме какви се неговите очекувања после оперативниот зафат, туку гледајќи ја големата слика, се надевам дека во следен чекор ќе можеме да го модифицираме и оперативниот зафат со цел да ги определуваме резултатите од исходот, односно ние да имаме поголема контрола на резултатите од оперативниот зафат. Кажете ми, што е кератоконус? Кератоконус, да, тоа е, значи, рожницата, тоа е предниот дел од окото. Тоа е делот што го оперираме кога правиме ласерска корекција на диоптријата, на пример, тој е предниот прозирен дел од окото, како купола. И кога тој е слаб, во смисол прееластичен, нежен, под влијание на очниот притисок кој е нормален, тој дел се испакнува нанапред вака како конус. И тоа негово конично испакнување доведува до болеста кератоконус. Бидејќи конусот, врвот не му е секогаш во центарот, туку некаде на страна, пациентот особено слабо гледа навечер, има двојни слики, околу светлосниот извор му се појавуваат звезди, халоа, така околу се расејува светлината и видот му се намалува, така што ни со наочари не може да постигне максимална видна острина.
Кросслинкинг е метода која е хемиска метода и она служи да ја на хемиски начин со создавање на ковалентни врски во структурата на самата рожница да ја зајакне рожницата и пред се да ја сопре понатамошната прогресија на болеста. Но забележавме дека исто така го зарамнува конусот и дека доведува до подобрување на виднатаоштрина. Јас кога првпат имав дилеми колку ќе го зарамни конусот, барав низ литературата, нели во медицината низ литературата на PubMed, барав да видам да си одговорам на тие прашања и кога не ги најдов одговорите, решив да го правиме истражувањето, да се обидеме ние да ги дадеме тие одговори. Во овој дел, дали, например, ова е кератоконусот е нешто што да речеме пациентот, односно човекот кој што би страдал од симптоматологијата, би можел сам да го свати тоа, или пак што е она што најчесто се случува, да се навратам малку наназад, што најчесто се случува што ќе го донесе човек до кај вас, например, на преглед поради тоа? Ние справавме доста едукации, доста работилници за доктори и за пациенти низ Македонија 2016-17 година на оваа тема. Пациентот, всушност, првите симптоми му се дека навечер, кога зеницата му е широка, кога шета навечер на уличните светла, има околу нив повеќе прстени или звездести расејувања кои се зголемуваат. Не е проблем, некој цел живот има така звезди околу, но тие се фиксни. Меѓутоа, кога тие се зголемуваат, се менуваат, значи дека нешто се случува со рожницата. Исто така, пациентите кои имаат диоптрија со цилиндер, тој цилиндер кога се менува во оската или во големината, исто така е проблем со рожницата и најчесто е некаква болест на рожницата. Деки цилиндерот е формата на окото и тој е статичен, стабилен, од раната детска возраст па понатаму. Нема големи промени. Кога цилиндерот расте или се менува, тоа се првите знаци дека пациентот треба да алармира. Меѓутоа, всушност, докторот е тој кој редовно му ги препишува на очарите, кој треба да ги забележи тие промени на рожницата, па дури одредени клинички параметри да види кога го гледа на микроскоп и слично. За жал во Македонија се уште кератоконусот касно се открива. Точно дека најсофистицирана метода за откривање е корнеалната топографија, тоа е она мапата на рожница. И такви топографи немаме многу, имаме низ клиничките центри, во неколку поголеми болници, нема во секој град. Меѓутоа, токму тоа е всушност апелот дека докторот кој што работи во било кое место без таков топограф, по некои основни параметри, промени на цилиндерот, колку е стрмна рожницата кој ги има пред себе, треба да го испрати пациентот на снимање. Колку се важни, докторке, овие клинички студии, овие научни истражувања како вашето, особено во делот на развојот на медицината? Што вие очекувате сега од вашето истражување во блиска иднина? Како исход зборуваме? Истражувањата се начин како доаѓаме до одговори кои медицината во моментот ги нема. Истражувањата се подлога, нели, за сега тоа што ни се случува со ковидот, преку истражувања ги добиваме одговорите, добиваме вакцини преку истражувања и така. Јас лично, ние, тимот кој што работи на овој проект, очекуваме дека прво ќе предвидиме исходот на методата кросслинкинг, први во свет, и дека ќе можеме да поставиме еден тродимензионален модел на веќе постоечките корнеални топографи, кои што ги користиме, каде што ќе можеме ние лекарите, за секој пациент кој што ќе ни дојде на преглед, да ги вметнеме преоперативните параметри, па да направиме план во кој што ќе го модифицираме начинот на третман. Значи, третманот кој е постоечки сега, да го модифицираме со цел да имаме резултат кој што ние сакаме да го добиеме за конкретниот пациент. Резултат во смисол на диоптријата, виднатаоштрина и така. Така. Кажете ми, што значи преземање на први мерки во делот на појавата на кератоконусот? Значи, кои се опциите на пациентите? Кератоконусот е, за жал, болест која се појавува на кај младата популација. Значи, нашиот најмлад пациент има 9 години. Имаме неколку деца од 13-14 години. Децата со Даунов синдром се посебно категорија во смисол дека имаат почесто кератоконус и сме го правеле тоа како кампања за свесност и да се донесат децата на преглед. И болеста напредува многу агресивно кога ќе се појави во таа рана возраст.
Значи, докај 20-25-та година е силно прогресивен конусот, потоа од 25-та до 35-та е слабо прогресивен и над 35-та, 40-та веќе е речиси стабилен. Таа прогресивност или стабилност ја мериме преку промената на диоптријата на пациентот, преку падот на неговата виднаоштрина и преку мерките на таа корнеална топографија. Кај секое дете и секој млад кој има помалку од 25 години, кросслинкинг методата за да се зацврсти рожницата е третман кој што се прави веднаш по откривањето на болеста. Значи нема потреба да следиме и да гледаме дали има прогресија и колкава е. Затоа што во таа возраст станува збор за една прогресивна и агресивна болест. Значи, веднаш штом ќе откриеме, правиме план дека пациентот треба да направи кросслинкинг. Кросслинкинг е метода која датира од 90, се применува 92-3 година во светот и е многу успешна. Всушност, трансплантациите на рожница кај пациенти со кератоконус се намалени 2/3 помалку отколку тогаш по воведување на методата кросслинкинг за третман на кератоконус. Значи, имаме 2/3 помал број на пациенти трансплантирани, што е огромен успех. Трансплантацијата е сериозен оперативен зафат. Така. Кажете ми, дали си одговоривте на прашањето кое го поставивте како тема за истражувањето за кое што добивте награда? Да, си одговорив дека виднатаоштрина може да се предвиди по методата кросслинкинг кај пациенти со кератоконус и веќе нападни е следното истражување кај што користиме одредени други параметри во смисол на густината на рожницата и дебелината, кои што исто така се можат да ни послужат за предвидливост на виднатаоштрина. Кога ќе ги споиме сите заедно, ќе го добиеме всушност сите својства на рожницата пред операцијата, како точно може да ни го дадат одговорот, како нашиот пациент ќе гледа една година после извршен кросслинкинг. Што е видна острина во овој случај? Видна острина е колку редови на таа таблата кај офталмологот можете да прочитате со најдобрата корекција. Значи, на пример, Огнен, ке вие читате 11 реда, односно еден повеќе од просечниот човек. Добро, ама тоа си е резултат на операцијата. Добро, друг пат ќе разговараме на зафатот, на корекцијата на диоптријата. Да, тоа е вашиот максимум. Секој човек има свој максимум. Да. Значи, тој максимум кај некој е 9 реда, кај некој 10, просечно е 10. Ретки се луѓето кои читаат 11-12 реда и тоа е таа максимална виднаоштрина што ја очекуваме кај секој пациент, неговата максимална. А стигматизмот во оваа ситуација? Астигматизмот е, или цилиндарот, пациентите го викаат, тоа е кога рожницата одозгора ја гледаме, она е како купола, така како исечок од топка. Всушност не е баш правилна топка. Кога е она повеќе јајцевидна, како рагби топка, кога едната оска е подолга и помалку стрма, а другата е пострма, тогаш има астигматизам, разликата помеѓу едната и другата кривина. И тоа е анатомско својство на рожницата. Еве, нечија рожница е асиметрична и тоа не е болест. Ама кога тоа се менува, значи дека нешто се случува да би го променило тој астигматизам и тогаш се сомневаме на болест. Колку е чест кератоконусот кај нас, доктор? Ке спомнавте вие за генерацијските, генерацијски каде влијае најмногу, но колку ние како популација, бидејќи знаете, има многу, да речеме, држави каде што народот на конкретна една држава, да речеме, страда од еден вид, најчесто, од еден вид заболување, можеби поради начин на исхрана и слично или загадување на воздухот и така натаму. Колку е чест кај нас кератоконусот? Кај нас кератоконусот единствена студија која што до сега го има испитано е студијата на Антонела Љубич од пред многу години. Мислам дека во 90 и некоја година она го испитува правејќи мерења во оптика, значи на еден наједноставен начин. И таа инциденца е околу 6 на 100.000 луѓе. Нашите бројки се многу поголеми. Нашите бројки излегуваат околу 70 на 100.000 луѓе, што е многу поголемо од таа бројка. Едно се должи дека имаме подобри апарати сега, топографи и слично. Друго затоа што сме центар за рефрактивна хирургија, па тука доаѓаат пациенти кои имаат мака со видот, па може и повеќе да ги диагностицираме. Меѓутоа во светот кератоконусот во подем се сметаше дека е дел од ретките болести до пред некоја година,
Меѓутоа, како излезе една голема студија данска, кај што покажа дека во популацијата бројот, значи тоа е популацијска студија, низ целото население се покажа многу поголема бројката отколку претходната која има, така што се покажа дека всушност пациенти со кератоконус или е во подем самата болест или сега полесно се диагностицираат. Меѓутоа, ако ги земеме параметрите кои влијаат на појавата од типот на загадувањето на воздухот, па кој доведува до иритации, чешање на очите интензивно, почестите алергии и благи воспаленија кои тлеат во окото, кои исто така можат да доведат до како да бидат тригер на појавата на кератоконус, тој реално е во подем. Нашите бројки, например во Македонија, испитани во Систина офталмологија, се слични како бројките низ арапските земји, кај што кератоконусот е многу почест отколку низ европските земји. Не сме сигурни на што тоа се должи. Правевме ние истражувања тука во кои што гледавме и во однос на навиките на луѓето, храната дали влијае, постовите, дали се националностите на луѓето има разлика некаква, така што тој труд исто така брзо ќе излезе, па ќе видиме. Одлично, значи на право место сум поставил прашање во право време во однос на ова. Да. Докторке, вие сте единствената од Македонија која доби Медис награда годинава и прва во областа на офталмологијата ми се чини, и она што гледам според листата на добитници, 5 сте жени, а 4 се мажи. Значи овде преовладувате жените, и како што гледав и по кандидатите и во офталмологијата, 2 бевте од Македонија, иако другата кандидатка беше како представничка на Словенија во случајот. Колку, например, да речеме, вам лично ве инспирираат другите приказни од другите медицински области? Дали, например, еве и наградите кои што ги добија другите ваши колеги од Медис, веројатно сте наишле до читање. Дали може, например, некогаш да се инспирирате од сосема друга медицинска област, нечија специјализација, а тоа да ви влијае на инспирација во вашата специјализација, во вашата област? Па може, без разлика кој дел од медицината го работиме. Мислам дека сите доктори, ние читаме и од другите области, кога читаме во научните списанија, не само што читаме од другите области, туку и ние објавуваме, имаме соработки. И, например, како да кажам, еве, Паркинсоновата болест по некои истражувања може да се открие во рана фаза преку едно снимање кое се прави на офталмологија. И тоа е една интердисциплинарна област, би рекле. И на тој начин ние соработуваме со колегите од неврологија и заедно со нив правиме заедничко истражување. Така што мора да сме во тек и со другите болести, зашто окото е дел од системот, од мозочниот систем, од целото тело. Например, окото е единствениот орган во кој, кога ќе расширена зеницата, може да ги видиме крвните садови во живо, како е циркулацијата. На окото се манифестира диабетесот. Значи, можеме да видиме каква е контролата на гликемијата на пациентот. Така што медицината е споена, тоа е се сплотено и нормално дека кога читаме и на туѓи трудови, можеме да добиеме инспирација за да го продолжиме и надоградиме и нашето истражување. Да, тоа е така. И некаде сме при крајот на интервјуто. Она што ми е интересно како прашање е, бидејќи се наоѓаме во период од животот последниве 2 години, каде што довербата во науката се става постојано на тест од страна на општото граѓанство, од страна на тие кои што не сме дел од науката. Дали сметате дека токму ваквите награди, дека токму ваквите посочувања на успесите во сечија наука, во секоја држава, дека се многу важни за ние повторно да го вратиме тоа што сме го изгубиле како доверба во науката. Не толку во медицината, но во самата наука и медицинската наука како таква. Да, дефинитивно наградата, но воопшто, значи, обрнувањето на вниманието на медиумите кон вакви слични проекти е всушност тоа што баш мислам дека ни недостига. Не знам на телевизија, во редовните вести или тие програми редовни кои што се,
Никогаш нема област, нема дел во кој што ќе се објават, ќе се на народски објаснат 10 последни достигнувања објавени во списанието Nature или некое друго, каде што луѓето континуирано ќе бидат запознаени и ќе слушаат за науката, каде оди, до каде се достигнувањата, што се случува ново. И всушност со научни истражувања луѓето се бават само во криза, кога имаме пандемија, па сега и слушаат нешто во врска со научни истражувања, вакцини, овона. Меѓутоа, ако тоа стане дел од нивното секојдневје, може би полесно ќе препознаат, кога читаат на портали, на интернет, ќе препознаат научен од ненаучен или квазинаучен текст. Ќе препознаат подобро од информација точна од лажна. Ќе препознаат вистинска медицина од парамедицинските науки. Ако секојдневно има се барем во еден дел од денот, барем со една емисија, секојдневно науката се става на тацна на луѓето и на младите генерации. Така. При крај некаде во делот на од страна каде што е создадена, да речеме, оваа награда од страна на Тоне Стрнат, магистер по фармација, основаш на друштвото Медис, тој во објаснувањето и во самата емисија каде што ви ги доделува моќ на знаење, мислам дека беше емисијата, така се викаше, да. Каде што ви ги доделуваа наградите, ќе каже дека одговорноста лично ја чувствуваат кон поширокото општество, каде што се согледува дека треба да се подобри угледот на лекарите. Односно, лекарите да бидат представени и во онаа друга форма, а тоа е во научно-истражувачката област, а не само дека се лекари кои што седат во ординација и по цел ден се занимаваат со пациенти и ништо за себе, да речеме, директно во однос на самата медицинска наука не прават. И кога дојдоа, значи кога се спремаше тоа видео кое што го видовте на како дел од филмот, дојдоа тим од Љубљана, дојдоа со компензе да не снимаат. Всушност нивната идеја на снимањето беше да како да представат другиот дел од лекарот, дека лекарот не е тој што го гледате само во ординација, така облечен во бело, сериозен, почесто кој се бави со вашиот проблем, него лекарот е човек кој што не истражува, меѓутоа човек кој исто така има свој хоби, интереси, и они беа многу заинтересирани да ги сликаат нашите тие ситници што ги држиме на биро или во шкафче, беџот кој што го носиме, фотокопир, некаква слика од фотокопир ставена залепена на зидот позади на сликата од детето кое што ја нацртало за тебе, и во тој смисол да таа човечноста да излезе, затоа што идејата е дека најчесто докторите се бават со твојата болест, кога ти е лошо, и е сериозна работата. И ти никогаш не ја дознаваш нивната друга страна, дека тие се луѓе и не се само научници или доктори, него луѓе кои што имаат еден приватен живот, кој е исте како твојот, како тугите, со многу интереси и слично. Тоа беше идејата. Да, докторке, нема да ве задржувам повеќе, верувам дека има луѓе кои што ве чекаат за преглед. Се надевам дека само убави вести при тие прегледи во текот на денешниот ден ќе имате, и ако имате нешто за крај, слободно кажете. Моите прашања тука се исцрпија. Ви благодарам за поканата, Огне, ми беше задоволство да бидам дел од вашата емисија. Се гледаме пак. Се гледаме и со успех до следната награда за научно-истражувачка дејност. Важи. Благодарам многу.